20 ученици од стручни електротехнички училишта во земјава 10 дена беа на обука во Португалија. Тие преку програмата Еразмус имаа можност да се усовршуваат за заварувачи по европски стандарди, за што добија и сертификати од компаниите каде се извршуваше обуката. Ние организиравме еден проект во склопот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Тоа е програмата Еразмус. Овој проект е од мобилност, односно компонентата мобилност. Проектот се однесуваше на обука на заварувачи со нашите партнери во Португалија во градот Брага. Во проектот учествува нашите партнери од Македонија, тоа се училиштето Кирос Панџов Брково, кое што сега се наоѓаме, училиштето Колен Ехтенин електромашинско од Штип и училиштето Кочо Рацин од Свети Николе. Во сите три училишта имаше 22 ученика кои што учествуваа во оваа мобилност на обука во компаниите. Менторот на учениците од Кавадарци, професор Душко Лазов, рече дека ваквата пракса на учениците од големо значење за нивно стручно усовршување, а учениците биле одлично примени од португалските компании. Во периодот од 25 јануари до 8 февруари нашето училиште Кирос Панџов Брко беше учесник во проектот преку Еразмус на тема заварување клучна акција 102. Нашето училиште имаше 8 партиципиенти, односно ученици, кои што беа учесници во проектот и јас како ментор, кој што бев придружно лице на самите ученици. Проектот имаше две главни цели, тоа се тренинг или обука за заварување на учениците и втората компонента, втората цел на проектот беше да се запознаат со историските знаменитости на Португалија и има организирано одредени културолошки посети на значени објекти во Португалија. Првата компонента, односно првата цел беше тренинг за заварување, како што ви кажав, и најпрво сакам да го искажам моето задоволство на учениците затоа што тие не представија таму во перфектно издание. Фирмите и компаниите уште од првата ден кога пристигнаа учениците беа многу задоволни и многу пофални зборови кажаа за самите ученици. Втората компонента, како што беше предвидена од организаторите на овој проект, беше посета на одредени знаменитости и културолошки посети кои што се значени за Португалија. Имавме посета на градот Брага, кај што бевме сместени, потоа посета на градот Порто, кој што е втор град по големина, посета на Лисабон, главниот град на Португалија, и посета на градот Вијана, кој што излегува на океан, и тоа беше едно пријатно чувство за самите ученици да го почувствуваат самиот океан, односно водите на океанот. Така да се на се голема благодарност на учениците кои што беа во неизненадија со нивното професионално издание таму во фирмите и компаниите и го обелија образот на нашето училиште Кирос Панџов Брко. Учениците, пренесувајќи ги импресиите, велат дека ваквата обука им дава елан до крај на средното образование, максимално да се посветат на наставните содржини по стручните предмети кои ги изучуваат. Ние бевме учесници во проектот Еразмус во Брага за практична настава за заварување. Ние најпрво имавме обука во компанијата IGM Trade со професорот, менторот наш Душко Лазов. Откако ја завршивме обуката во Кавадарци, во IGM Trade пристигнавме во Португалија, каде што бевме љубезно пречекани, бевме сместени, да пречекаа добро во фабриките кај што ја вршиме нашата обука. Исто така покрај работата имавме можност да посетиме неколку знаменитости на градот Брага, го посетивме исто така и Порто, кој е многу убав град. Имавме можност да го посетиме и Лисабон, кој е главниот град на Португалија. Јас сакам да продолжам со оваа струка. Во Португалија имав можност да заварувам со CO2, со аргон, со рачно-електричен апарат и сум презадоволен од целиот проект во Португалија. Јас сум ученик на училиштето Кирос Панџов Брко и мене ми е многу мило што сум ученик на ово училиште, бидејќи ово училиште е стручно и ово училиште учествува во многу проекти. Јас учествував во еден проект кој беше со цел да научиме како практична настава за заварување. Ние пред да одиме во Португалија имавме обука тука благодарение на професорот Душко Лазов кој ни овозможи да одиме на обука во IGM Trade. Ние во Португалија имавме практична настава по европски стандарти
и видовме како работат луѓето во Европа. Учениците кои беа дел од овие проекти не сокрија да се пофалат дека од фирмите каде биле на обука добиле отворени покани за вработување, доколку не го продолжат своето образование по завршување на средното.